има неколку компоненти кои што влијаат во целиот процес. Од една страна е превработеноста, и тоа треба да го признаеме дека е така. Еве, јас ви направив само паралела со комунална хигиена. Од 90 и над 90 милиони денари месечна плата, тоа е 1,5 милиони евра, сме паднале на 1 милион евра и сметам дека се уште треба да има редуцирање, особено на администрација. Тоа е 500.000 евра месечно или 6 милиона евра годишно. Тоа се сериозни средства. Ако земете во предвид, со тие средства ќе се затворат дел од долговите од минатото кои што некој друг ги акумулирал. Ние работиме на тоа. И јас имав и седница на управен одбор на ЗЕЛС, каде што и колегите ги информирав дека мораме да се насочиме на сето она што генерира сериозни долгови на јавните предпријатија. Тоа е превработеноста, од една страна. Од друга страна имаме сериозни издатоци за електрична енергија, што значи дека ќе треба да се оди кон фотоволтаични централи поставување за да се намалат, особено во водоводните предпријатија, да се намалат долговите и многу треба подомаќински да биде пристапот. Треба да одиме и кон модернизација за старите возила со кои што најчесто располагаат комуналните предпријатија не само во Скопје, туку и во цела држава се заменат со нови. Тоа би значило помалку трошоци за одржување, тоа би значило помалку трошоци за гориво и се останато, така што со добар систематски пристап мислам дека можеме да ги подобриме сериозно условите. Но ова се клучните три компоненти кои што, ако сакаме да исправиме состојбата, мораме на овој начин и на овие три базични работи да делуваме. Без тоа, што и да направиме, ние не можеме да ги подобриме состојбите, земајќи во предвид дека и сметките се премногу ниски, знаете и самите. Ако направиме паралела со било која општина во регионот, нека биде, не мора да биде во Европа, ние имаме, особено во Скопје, најефтин данок на имот, се слагате сигурно. Добро, за тоа ќе зборуваме. Да, јас имав и активност во која што блокирав сметки на граѓани, јас им се извинив, но сите имаме побарување од страна на градот. Но мора и да обврските да ги подмируваме. Имаме најниски сметки за ѓубретарина, најниски сметки за вода во цел регион. Можете да проверите и ќе се уверите во тоа. Да,